Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Утрово стартуваше судењето за пожарот во Окочанската дискотека. 8 месеци по трагедијата, денеска во судница влегоа 35 лица, меѓу кои прво обвинет е сопственикот на дискотеката, а со обвинението опфатени се и неговите 3 фирми. Стартот на судскиот процес го следи колегата Зоран Јаневски, го вклучуваме во живо од пред големата судница во затворот Идризово. Зоран, и за тебе може да се забележи силно полициско обезбедување, сосем очекувано стартот на судскиот процес утрово привлечи големо внимание во јавноста. Како тече процесот до овој момент? Да, уште од рано утринава, некаде пред 8 часот, овде околу судницата, која што се наоѓа во близина на затворот Идризово, каде што всушност ќе се одвива судењето за пожарот во Окочанската дискотека Пулс, се видливо зголемено полициско присуство. Обвинетите доаѓа еден по еден. Дел од оние кои што се наоѓаат во притвор беа донесени со полициски возила уште рано утринава. Сите 35 мина физички лица и трите фирми кои што се обвинети се наоѓаат на обвинителна клупа овде во големата дигитална судница во затворот Идризово. Сите тие според јавното обвинителство се гонат за кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Во салата се присутни освен обвинетите, обвинителскиот тим брои десетина луѓе, додека пак во делот каде што е предвиден судењата да ги следи јавност, односно новинарските екипи, се наоѓаат и роднините на загинатите. Судењето започна речиси навреме со некое задоцнување од 20 на минути по евиденција на сите присутни во салата, практично и започна оној судски дел кој што се однесува на обвинението. Пред самиот почеток на судскиот процес, јавното обвинителство предложи спојување на двете постапки, односно обвинението за претходно обвинетите 34 лица и дополнителното обвинение кое што се однесуваше на фирмата за обезбедување и нејзиниот управител Александар Нацев. Судот го прифати ваквото барање и рече дека ќе им се суди заедно, односно двете обвиненија ќе се водат како еден судски процес. По ова од обвинителството информира дека заради економичност на постапката ќе има интегрирано обвинение во кое ќе има и кратење на делот претходно предложените докази. Ова пак за одбраната е спорно, бидејќи одбивањето на дел од доказите, односно практично повлекувањето, ќе влијае и на нивната одбрана, па тие му предложија на судот да се одложи денешното судско рочиште, бидејќи како што велат мора да имаат увид во доказите кои ќе останат во обвинението, бидејќи дел од нив можеби да користат и во нивна одбрана. Ваквото барање пак веќе ги налути роднините на загинатите, бидејќи како што велат се покажува дека одбраната сака да го одолговлекува овој судски процес. Имаме изјава, предлагам да ја погледнеме. Толку се осеќаме исцрпени и омаловажени, а сега у старту, уште првиот ден, првите часови на судското рочиште, гледаме како до вчера, да кажем, што сам имал случаеви да ги гледам познати адвокати у македонската јавност, сега бранители на обвинетите, со кои разработени шеми и математики действуваат и на кој начин сакат нас оштетените начисто да не уништат, нека им служи на чест. Покушават нас да не стават у историјата на заборава. И затоа ние потржиме и помош од Европска унија, од ОПСЕ, од ИХР, од Америчка амбасада, за да се стави стоп на ситуацијата во оваа наша држава, криминал, корупција, мафија, пошто во секоја држава има мафија, ама кај нас мафијата испаѓа дека има држава. И ние сме толку скептици и разочарани уште на стартот и не знам кој да ни помага за да обстанеме во овие болни ситуации.
Да, во овој момент судот веќе треба да одлучи дали ќе го прифати барањето на одбраната за одложување на денешната расправа, со што практично и ќе се одложи читањето на обвинителниот акт против 38-мината обвинети за пожарот во Кочанската дискотека. На самиот почеток од судењето, судијката Дијана Груевска-Илиевска, која што ќе го води овој предмет, им се обрати на сите присутни во салата, посебно се обрати до роднините на загинатите и им вети дека судот ќе стори се судењето да се одвива непречено и дека ќе се труди да ги спречи сите обиди за одложување. Наведе дека сите барања и оправдувања кои што ќе бидат испратени до судот заради здравствени причини од страна на судот, тие ќе бидат проверувани и доколку се покажат невистините дека ќе следуваат и казни. Се обрати и до адвокатите, побара дисциплина во судницата, рече дека првин ќе бидат опоменати, а доколку тоа не помогне, веќе следно ќе бидат и казнети. Пред роднините на загинатите, судиката Дијана Груевска-Илиевска рече дека со секоја почит кон болката и тагата на родителите, но ние сме професионалци и ќе дадеме можност на сите да си ја кажат својата теорија и да понудат докази. Не можам да ветам брзина, може да се направи грешка. Колку ќе трае судењето, никој не знае. Апелирам на трпение и дисциплина. Ако сите доаѓаме редовно, ќе дојдеме и до вистината и правдата, рече во своето обраќање пред присутните во судската сала судиката која што ќе го води овој судски предмет Дијана Груевска-Илиевска. Како што можат да забележат и гледачите зад мене, освен силното полициско обезбедување кое што работи на воспоставување ред за непречено одвивање на судскиот процес и влезот во самата судска зграда, во самата дигитална судница која што се наоѓа овде во близина на затворот Идризово, присутна е и медицинска екипа, како и возило на противпожарната заштита, како што и претходно ветија од судот, дека ќе бидат присутни и овие екипи за непречено одвивање на судската расправа. Како што кажав и претходно, се очекува во секој момент одлуката на судечкиот совет да одлучи дали ќе го прифати барањето на одбраната да се одложи денешната расправа, односно да се прекине, заради тоа што имаше спојување на двете обвиненија, заради кои од обвинителството рекоа дека заради економичноста на постапката ќе бидат повлечени дел од доказите, па одбраната на обвинетите побара пречистен текст, иако од јавното обвинителство рекоа дека тој им бил испратен во дигитална форма, сепак се бара и на писмена форма, бидејќи како што смета одбраната, повлекувањето на доказите ќе влијае во понатамошниот тек на постапката, бидејќи можеби токму дел од оние повлечени докази да бидат искористени како одбрана за обвинетите кои што седат на обвинителна клупа. Деспина остануваме овде во судницата која што се наоѓа во близина на затворот Идризово, па повеќе детали за се она што ќе се случува во попладневниот дел од расправата најавувам за наредното информативно издание. Зоран Јаневски, секако ти благодарам за овие информации. Многу повеќе секако пренесуваме и во вестите во 16 часот. Ние одиме понатаму. Алијансата на албанците на Зијадин Села ја напушта коалицијата предводена од ДУИ. Партијата ќе настапува самостојно, а незините пратеници во собранието ќе бидат независна група. Ваква одлука донесе највисокиот партиски орган на вчерашниот состанок. По суштински и многу важни дискусии, членовите на председателството едногласно донесоа одлука за автономно действување на Алијансата за албанците, додека во наредните денови пратениците на Алијансата за албанците ќе обработуваат во собранието одлуката за действување како независна група. Алијансата за албанците останува силен опозицијски глас на албанците, одржувајќи комуникација со субјектите на албанската опозиција, зашто навреме ги известивме и нашите досегашни коалицијски партнери, соопшти од партијата. Со овој чекор, коалицијата Национална алијанса за интеграција останува без четворица пратеници во собранието. Откако предходно, коалицијата ја напушти и партијата на Мендок Тачи. ДУИ во моментов во собранието има 13 пратеници или еден пратеник помалку од вреди.
Коалицијата на ДУИ, изградена без кауза, без визија и без јасна политичка ориентација, влегува во фаза на неизбежно распаѓање, реагираат од вреди. Заминувањето на Зијадин Села и заминувањето на Кренар Лога од оваа коалиција јасно ја покажуваат длабоката внатрешна криза, недостатокот на кохезија и неуспехот да се изгради одржлива политичка понуда. Нивниот континуиран недостаток на координација веќе стана модел на неуспех. Не само што не успеваат да обликуваат заедничка насока, туку секој ден докажуваат дека оваа коалиција функционира само како засолниште за тесни лични интереси, а не како политички проект за албанците. Влено станува единствената консолидирана сила со програма, со визија и со јасна структура за градење држава. Додека Националната алијанса за интеграција се распаѓа, дел по дел граѓаните и важните политички личности се враќаат таму каде што се наоѓа стабилност, сериозност и вистинска перспектива, се вели во писменото соопштение на Вреди. Со 2% доверба и највисоки плати во регионот, време е правосудството да си ги засука ракавите, порачаа на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Во период кога правосудниот систем ужива доверба од само 2%, дел од судството и обвинителството повторно го става фокусот на зголемување на платите, наместо на клучните сегменти како ефикасност, независност и брзо решавање на судските предмети. Иако располагаат со значителни примања, јавноста не гледа подобрување на квалитетот на судските процеси, намалување на застојот на предмети или пак поголема отчетност. Ги прашуваме овие поединци, кои се гласни за поголеми плати, а не за извршување на обврските, зошто вака бурно не реагираат кога предметите стојат по фиоки со години? Зошто нема револт кога граѓаните со право бараат правда и одговорност? Секогаш кога се бара резултат, одредени лица се кријат зад оправдување за наводни притисоци, наместо да покажат професионална посветеност. Напредокот во односите со Бугарија е особено важен за натамошните успеси во пристапниот процес. Ваква порака вчера испрати шефот на германската дипломатија, кој оствари средби со премиерот Мицкоски и министерот Муцунски. Северна Македонија веќе постигна многу. Сега напредокот во односите со Бугарија е особено важен за да може да се постигнат натамошните успеси во процесот на пристапување кон Европската унија. Тука во Скопје перспективата за идно пристапување кон Европската унија е голема тема. Германија ја поддржува Северна Македонија на овој не секогаш едноставен пат. Ваква порака напиша германскиот министер Јохан Вадефул на социјалните мрежи по вчерашните средби. Министерот Муцунски и премиерот Мицкоски пак вчера по средбите на социјалните мрежи информираа дека фокусот бил ставен на поддршката на Германија за европска интеграција на земјава, соработката помеѓу двете земји и можностите за нови заеднички иницијативи. Обилните врнежи од дожд кои изминатите 2 дена ја зафатија државата предизвикаа одрони на повеќе патни правци. Од Центарот за управување со кризи ама само информираат дека поради одрон утрово патниот правец Скопје-Македонски брод е целосно затворен за сообраќај. Од УХМР пак предупредуваат за значително зголемување на водостоите на реките, особено на Вардар и Радика, и апелираат граѓаните да бидат особено внимателни при движењето покрај реките. Во моментов имаме жолта фаза на предупредување, тоа е првата фаза од можни предупредувања од поплави и тоа за западниот дел на земјата. Меѓутоа ние ја следиме состојбата, од час во час постојано се менува, така што ако е потребно да се изведе на тамошно портокалово ниво на предупредување, ние веднаш тоа ќе го направиме во текот на денешниот ден. Меѓутоа сега за сега останува првото ниво жолта фаза на предупредување од поплави за западниот дел на земјата, односно најмногу за горниот дел од сливот на река Вардар. Лошкиот дел реката Вардар во Скопје и низводно кон Талај.
Химиска пена вчера вечер истече од шахта на булеварот Александар Македонски во Газибаба. Истечената пена, како што информираше градоначалникот на град Скопје Ѓоргиевски, потекнува од правен субјект што стопанисува во непосредна близина. На местото на настанот е извршен водреден инспекцијски надзор од инспекторатот на град Скопје, а инспекторите направија детален увид на терен. Станува збор за сериозно нарушување на законските прописи и директно загрозување на животната средина. Надлежните институции веднаш постапија. Земени се примероци од шахтата, од површината на булеварот, како и од пеноматот, што е во сопственост на правно лице, напиша Ѓоргиевски на Фејсбук. Најави анализа на елаборатот за животна средина, што фирмата е должна да го поседува со цел да се утврдат причините и евентуалните неправилности во нејзините оперативни процеси. Врз основа на утврдената состојба и собраните докази, кон фирмата ќе бидат превземени најстроги санкциски мерки, најави Ѓоргиевски. Во тутунскиот комбинат во Прилеп започна предвремениот откуп на тутун. Од Сојузот на тутунски здруженија се задоволни од тоа како тече првиот ден, но бараат повисоки откупни цени. Дарко Штарговски со деталите. Во тутунски комбинат Прилеп започна предвремениот откуп на тутунот. Мал дел тутунари го предаваат тутунот, а повеќето беа дојдени да видат како ќе се одвива откупот, во колку класи, а пред се по која цена. На тутунопроизводителите кои што го предадоа први тутунот им помина во прва класа која што чини 420 денари, но велат дека таа треба да биде минимум 600 денари според трошоците за живот. Тутунчево е со квалитетно, исушено на време, собрано, наводнувано со капка систем. Добро е, се околу цениве би требало да биде малце повисоко, бидејќи има трошкови големи. Која е реалната цена според вас? Па јас мислам некаде околу 600 денари. Прва класа да биде. Сега носам за почеток 14 картоне. Се надевам за сијо ќе доди, како што ја кажам. Меѓутоа очекуваме и повисока цена. Би препорачал да се покачи. Што е најреално. Давачките се преголеми. Со деца мали се мачиме што се вика, со фамилијата. Испод 600 да не биде. Од Сојузот на тутунски здруженија велат дека се задоволни од тоа како се цени првиот ден, но и тие бараат повисоки цени. До завршувањето на нашите барања нема да престана за подкревање на цената. А сето пак зависи од компаниите која економска оправданост ја има за подкревање на цената. Комбинатот го започна откупот со 34 пункта и 37 ваги. Оттаму велат дека ако дојде до покачување на цената во текот на откупот, тие се подготвени да ја доплатат разликата на оние тутунари кои што го предале тутунот по пониска цена. Доколку откупувачите на тутун во Македонија се решат за некоја корекција на цените, нормално во рамките на стопанството, тутунски комбинат е спремен да ги следи тие цени и се што е откупено по стара цена да биде ретроактивно исплатено по новата цена. Од Сојузот на тутунарски здруженија очекуваат до понеделник сите 10 откупувачи да стартуваат со откуп на тутун. За Сител, Дарко Штарговски. Преку соработка со Европската алијанса на универзитети, Штипскиот универзитет добива пристап до европски мрежи за образование и истражување, кои се особено значајни и за студентите и за професорите. Соработката помеѓу УГД и Европската алијанса на универзитети представува значаен чекор кон заекнување на академската и истражувачката улога на универзитетот, но и на целиот град Штип. Преку ова партнерство УГД добива пристап до европските мрежи за образование и истражување, што овозможува студентите и професорите да се вклучат во заеднички проекти, меѓународни разменски програми и иновацијски иницијативи. Со тоа се стекнуваат со практично искуство, да се запознаат со новите методологии и технологии и да ја зголемат својата конкурентност на пазарот на трудот. Во моментот во фаза сме на формување на едно заедничко правно лице кое што ќе биде лоцирано на територијата на Европската унија, најверојатно во Брисел. Тоа се процеси кои вклучуваат и академски и правни аспекти, поддржани се од Европската комисија интензивно и ние се надеваме дека не само што ќе бидеме равноправни, него ќе им овозможиме на нашите студенти на вистина да бидат изложени на едно сосема ново ниво на знаења, квалитетно образование и
европска диплома. Со јакнењето на академскиот профил на универзитетот, Штип се позиционира како центар на знаење во источниот регион на земјата, што може да ги задржи младите таленти во градот и да привлече нови студенти и професионалци. Доаѓањето на професори од европски универзитети, преносот на знаење навистина ќе овозможи посилни институции, можност за создавање на политики преку кои што ќе се создаде и ќе се креира едно посовремено, помодерно и поинклузивно општество. Оваа соработка е стратешка инвестиција во еднината и ги отвара вратите кон европските стандарди на образование, истражување и иновации. За Сител, Трајан Ристовски. Следуваат и